Како локална самоуправа продолжуваме со реализација на програмата, односно наветените проекти пред граѓаните на општина Радовиш. Еве денес конкретно во селото Покрајчево отпочнуваме со реализација на пробивање и асфалтирање на една улица во самото населено место во должина од 230 метри, ширина од 3,5 метри. И сакам да кажам дека ова улица ќе биде завршена за релативно брзо време, бидејќи целокупната подготовка веќе е завршена од наша страна. Како што реков, веќе фирмата е воведена во работа и очекувам значи за 60 дена, доколку временските услови дозволат, истата биде завршена. Кога сме кај селото Покрајчево, сакам да информирам за уште неколку активности кои се во подготвителна фаза, односно дел од нив се во завршна фаза, дел ги подготвуваме, а за брзо време ќе бидат завршени или ќе бидат отпочнати со реализација. Станува збор за уште една улица во самото населено место, кое што сега во моментот ја проектираме, значи имаме изберена проектантска фирма која што треба да ни подготви проектна документација. После тоа веднаш пристапуваме кон тендерирање и бирање на фирма која што ќе изведува самата улица, што значи до крајот на оваа година селото Покрајчево ќе има можност, односно жителите на селото Покрајчево да добијат 2 асфалтирани улици во самото населено место. Во завршна фаза кај селото Покрајчево сме на уште еден проект, тоа е самото училиште, односно училишната зграда која што ја почнавме оваа 2016 година и како што ветивме, значи на стартот на новата учебна година, значи месец септември, овие ученици од ова населено место ќе го почнат во нова училишна зграда. За улиците колку средства има обезбедено? Па некаде вкупната инвестиција на оваа улица и она што сега е во фаза на проектирање и доправа ќе ја реализираме е некаде околу 7 до 8 милиони денари, кои што средства се обезбедени од буџетот на локалната самоуправа, а инвестицијата во самото училиште е некаде околу 5 милиони денари, која што исто така инвестиција е обезбедена од средства на локалната самоуправа или нели вкупно една посериозна инвестиција од над 200.000 евра, која што ќе се реализира во проектите во селото Покрајчево.